Реконструкцијата предимствено очекувам да се случи заради зголемување на парламентарното мнозинство. Но тоа е одлична прилика да се види таму каде што нема резултат. И треба на тоа да гледаме за многу нормална работа. Го кажав критериумот. Сакам да знам што се подобрило на подобро или променило на подобро и што е тоа што е успех на новиот директор, на новиот министер, на новиот заменик министер, на новото раководно лице. Оти граѓаните очекуваат такви успеси. Ако немало такви успеси, се е исто и со промена на раководните структури, тогаш веројатно треба да размислуваме за промени на одредени структури, кои што не значи дека со тоа ние комплетно целосно ќе се заблагодариме на луѓе. Може би на втори, на трети позиции во сами институции би биле поквалитетни, поисполнети, со подобра можност за експедиција или давање на резултати. Но сето тоа би требало да биде анализа на соодветниот орган кој што го поставува тоа. Јас сум како тогашен мандатор, сегашен премиер, можам да ги давам моите коментари за министрите, владата треба да ги дава за директорите, кои што ги номинира, управните одбори исто така за директорите, дел се надзорни одбори, дали се агенции или јавни предпријатија, така да јас штом ќе бидам подготвен со моите лични ставови, веднаш ќе ги соопштам, а веројатно тоа ќе бидат и дел за ставовите кои се сублимати на владата. Секогаш кога размислуваме и кога разгледуваме вакви варијанти, се водиме од капацитетот, експертизата и професионалната подготвеност на личност. Се зависи какви личности имаме на располагање и вербата во нив, а пред се и впечатокот што го стават пред граѓаните, пред вас медиумите, кои што сте обсерватори на нашето работење, а преку тоа сте гласот на граѓаните. Тие се ќе бидат нашите водолки. Професионалниот аспект на личноста и подготвеноста да се зафати, да засука ракавите со ресорот со кој што го води или би го води.